Përshëndetje të nderuar shikuesi, ako po ritakohemi sërish së bashku me emisionin Gjurmët. Dhe në fakt, siç e dini tashmë, ne mundohemi që të bëhemi pjesë e familjeve tuaja përmes ekranit, të afrohemi deri tek problemet më të vogla dhe më të mëdha të cilat ne si popull i përjetojmë duke jetuar brenda Maqedonisë së Veriut, dhe patjetër që nuk mundemi brenda kësaj jave të mos i diskutojmë këto çështje për cilat diskutojmë ne vetëm me familjen tonë, me shoqërinë, por diskutohet edhe në nivel shteti, nga institucionet e ndryshme, nga organizatat të ndryshme, nga organizimet të ndryshme qytetare, sepse në fakt gjithë janë të shqetësuar, sidomos qytetarët. Nuk dihet se në fakt apo rëndohet gjendja e qytetarëve, si do të jetë periudha në vijim, çfarë na pret, dhe në fakt për të folur mbi këtë temë, sa i përket pagave, rrogave, sa i përket çmimeve, shtrejtimit të çmimeve, rritjes së çmimit të karburanteve, të naftës dhe dizellit, siç e dim tashmë, por gjithashtu edhe krizës të cilën po e ndjejmë nga lufta në lindjen e mesme. Për gjitha këto ne do flasim së bashku me kryetarin e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, me Slobodan Trëndafilov. Dobar den, добрoni дојдовте. Благодарам на поканата. За жал, не често или пак воопшто ние не се сречаваме вака во емисии за да зборуваме за добри работи. Секогаш зборуваме за лошата позиција на граѓаните тука во Северна Македонија. За жал, реалноста е таква. Не е тоа само сега, тоа е веќе 35 години. Може би го живееме најлошиот филм, ако се изразиме на таков начин, затоа што секој пат разговараме за тоа колку се ниски платите, а колку се високи цените, особено на основните прехранбени производи, колку е тежок работничкиот и животот на останатите граѓани на Македонија. Мислам дека треба барем креаторите на политиките да не ветуваат само за избори, туку да исполнуваат и да го подобрат животниот стандард на граѓаните, па да не разговараме за вакви теми, туку да зборуваме за нешто што е многу попозитивно од тоа. Знам дека од пандемијата на COVID, која што не претресе сите и каде што првпат почнавме така да доживееме повисоки цени и секогаш викавме не може повеќе од ова да се цените повисоки, ама година по година ние гледаме дека цените само растат, а платите ни остануваат исти. Каква е ситуацијата моментална? Дали овие цени можат повеќе да растат од колку што се? За жал, работниците од месец во месец се непријатно изненадуваат од состојбата со пазарот, односно со трошоците за живот кои ги имаат тие. За жал, тие секој пат растат и покрај тоа што, например, сега сме во раст на цените на енергенсите, меѓутоа сме имале состојба кога тие биле многу ниски, меѓутоа цените не се вратиле на претходното ниво, туку само зголемените цени дополнително се зголемуваат. Мораме да препишеме ова лоша практика на трговците на почеток, затоа што тие секој момент на некаков скок на цените на суровините или пак на нафтените деривати, на енергенсите, го користат за зголемување на цените, но кога тие ќе се намалат, ќе дојдат на границата на предпоскапувањето, тие не ги намалуваат цените, туку само го здржуваат нивото, се богатат на грбот на граѓаните и на работниците. Веројатно тоа ќе биде случај и сега. Ако зборуваме за ковид пандемијата, автобускиот билет од тогаш до сега е зголемен за превоз на релација Велес-Скопје, Скопје-Велес или Велес-Куманово, Скопје-Куманово, Скопје-Тетово, некои први најблиски градови до главниот град, се зголемува со секој зголемување на цената на нафтата, но не се намали со намалувањето на цената на нафтата. Транспортните трошоци играат голема улога во набавната вредност на суровините, односно транспортот на суровините до производствените погони, па затоа се зголемува и цената на производството на артиклите, а потоа и на рафтовите во маркетите. Например, Сојуз на синдикати на Македонија, која пресметува вредноста на синдикалната минимална кошница, која служи како статистичка операција да им покажи на креаторите на политиките, меѓутоа и на газдите дека не се живее ни со толку, бележи значителен раст во првите 2,5 месеци, 3 месеци веќе од оваа година, што ќе каже дека дополнително се осиромашува македонскиот работник, македонскиот граѓанин и тоа е проблем. Тоа е удар и за пензионерите и за младите. Од почетокот на оваа година, во месец јануари вредноста на истата се зголеми за 1000 денари, во февруари за дополнителни 1000 денари и сега за повеќе од 500 денари. Што ќе каже дека она што владата планира да го усогласи во делот на минималната плата од 667 денари, веќе 1000 денари недостасува во семејниот буџет. Имаме дупка од најмалку 1000 денари за првите 3 месеци. Можете да замислите заради војната колку ќе се зголеми цената на
нафтата која исто така од почетокот на оваа година е за 27,5 денари повисока или за 1/3 се зголемила цената на нафтата и очекуваме дополнително поскапување, односно инфлаторен притисок и шок за граѓаните. Мислам дека мерките кои ги превземаат се поприлично доцна. Ние ќе зборуваме за тие мерки, би сакале само уште малку да останеме на минималната кошница. Колку е моменталниот износ на истата? Истата изнесува над 67.000 денари. 67.000 денари му се потребни на едно 4-члено семејно домаќинство само за најнеопходните услови за живот, за купување на најосновните артикли за прехрана. 63 производи во истата има, меѓутоа цените, ако новија 63 производи се зголемиле за 3 месеци повеќе од 2500 денари, за повеќе од 2500 денари, можете да замислите на сите повеќе од 1000 производи кои се продаваат на рафтовите во супермаркетите, за кои важи законот за нефер трговски практики. Тоа што го гледаме преку овој показател е тоа што од месец во месец животот станува се поскап во Македонија, меѓутоа платите не го следат овој тренд. Платите не задоволуваат ниту од блиску. Ако сме имале состојба каде што две минимални плати ќе покријат вредноста на синдикалната минимална кошница, тоа би значило двајца работници ако се на минималец, да можат да си ги овозможат неопходните услови за живот, да може да платат сметки за струја, вода, еве парно во Скопје или во некој друг град каде што има, да можат да им овозможат на своите деца по хамбургер во тековниот месец. Денеска се потребни повеќе од 2,5 минимални плати и не гледаме дека се подобрува сликата, токму затоа и протестиравме само за да ги разбудиме од розовиот сон политичарите и газдите, меѓутоа веројатно се во зимски сон кои тешко тие ќе се пробудат и тешко ќе излезат во пресрет на македонските работници. Ако гледате дека се поскапува континуирано, креирате мерки кои ќе го заштитат животниот стандард, зголемувате плати за да им помогнете на работниците, а не креирате нова мерка која треба да им покаже колку да јадат, што да јадат, кога да го купуваат тоа и мерка која ќе ја презентирате како владина кошница која би била 13% пониска од вредноста на синдикалната кошница, меѓутоа секој од нас, еви вашите гледачи знаат ако влезат во супермаркет дека им се потребни многу повеќе од тие 13% кои намалуваат како вредност, но тоа не е реално. Луѓето за жал зборуваат само за неубави работи наместо за убави. Често пати се случува граѓаните да ги слушаме, зимам волку плата, трошоците ми се многу поголеми, не знам како успеаме месецот да го поминеме. За жал се почесто и преку вашиот медиум и преку другите медиуми кога се прави некоја анкета, секој граѓанин веќе, ако порано беше секој трет, секој втор, сега секој граѓанин кој ќе го прашате како врзува крај со крај во месецот, веројатно не знае ниту самиот затоа што нема доволно примања колку што има трошоци. Ако вие плаќате струја, вода, комунални услуги, ако одите во супермаркет, граѓаните најчесто тоа ни го кажуваат дека во моментот ги купуваат најевтините производи пред истек на рокот претежно, бараат акциски понуди или ги купуваат најнеквалитетните производи само за да можат да го прехранат своето семејство во тековниот месец, што не било случај во минатото. И сега вие имате граѓани кои при пазарење во еден тековен ден на рјад за денот, за неделата или за целиот месец заминуваат од еден маркет во друг маркет, во трет маркет само за да купат поевтин производ и само за да набават повеќе за своето семејство, а не го купуваат тоа од еден супермаркет на крајот на криштата. Треба да се запрашате како влада во која насока ја водите државата и треба да се запрашате како работодавач, собственик на тој бизнис во која насока. Се збогатија на грбот на граѓаните, за жал. Профитите се трупаат, ние им ги заработуваме од нашите плати, повторно им враќаме назад, им заработуваме. Или, например, тоа што многу малку се зборува во Македонија, од работничката плата, без оглед на тоа колку и да изнесува истата, повеќе од 60% враќаме на државата назад. Или плаќаме 40% придонеси, близу 40% придонеси за задолжително социјално осигурување, пензиско, здравствено и така натака. Плаќаме 10
има 11% персонален данок на доход, тоа е 50% веќе плаќаме во зависност од ДДВ-то помеѓу 5 и 18% даночни стапки и тоа се пари кои од нашата плата повторно ги враќаме во државната каса. Меѓутоа како ненаситни да се, како да сакаат уште повеќе да земат од работниците и од нивните работнички плати. Ние ќе продолжиме подетално да зборуваме, одиме со малку реклами, шкојме пак публицитет да рикнеме срдиш për ta vazhduar bisedën. Por rikthehemi sërish në studio dhe vazhdojmë të jemi me kryetarin e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, me cilën sapo filluam kështu një hyrje bëm mbi bisedën mbi atë se sa janë shpenzimet dhe sa janë të hyrat. Në fakt ai na tregoi që shporta minimale të i kalon 67.000 denar për një muaj për një familje 4 anëtarëse dhe që nën kupton që as 2 rroga minimale tashmë nuk e plotsojnë kushtin për të kaluar një muaj, duhen 2 rroga e gjysmë që një familje ti përmbush nevojat elementare. Gjithmonë të mos harrojmë që shporta minimale flet vetëm për nevoja elementare. Спомнав некои моменти низ разговор во првиот дел. Се спомнува цело време дека нафтата кај нас, бензинот и дизелот се најефтино во регионот и дека иако има покачување пак е најефтино. Моето прашање, имаме најефтина нафта можеби во регионот, ама имаме и ниски минимални плати. Значи тоа не оди директно во профит на граѓаните. Да, ако земете со какви плати живеат работниците во Македонија, тогаш гледате дека дури нафтата е прескапа, односно плаќаат премногу за цената на горивото за да можат да ги користат услугите на своите автомобили или превозни средства, да користат транспорт и така натака. Цената на енергенсите, факт е дека не ја регулираме ние како држава, затоа што немаме нафтени наоѓалишта, например. Меѓутоа, владата може да направи чекори со кои може да помогне да се зачува работничкиот стандард. Колку може во ваква криза наеднаш да се влие знак прашање. Имаме разбирање и за тоа, меѓутоа сметаме дека секој чекор кој ќе го превземе треба да биде многу побрзо и многу порано. Но ако гледате колку можете со минимална плата во Македонија да купите литри гориво и колку можете во Црна Гора и колку можете во Хрватска, во Словенија, во Србија, например, тогаш ќе видите дека тие можат да купат далеку повеќе литри гориво отколку што можеме ние со нашата плата. И затоа сметам дека неоправдана е изговорот дека Македонија има најниски цени на енергенсите, односно на горивата, во сооднос со другите држави. Во Македонија имате 400 евра минимална плата, во Србија имате 550 евра, во Црна Гора имате 600-800 евра, да не зборуваме за другите држави. И покрај тоа еве повторно сме блиску. Мислам дека во текот на вчерашниот ден имаше објавено некој фискална сметка од наточено гориво, односно нафта во Словенија, која е на исто ниво со цената на нафтата во Македонија. Колку е таму минималната плата? Над 1000 евра поминува, а во Македонија сме се уште на 400 евра. Мора да разберат и владата и работодавачите, односно и трговците, дека треба побрзо и поефикасно да реагираат за да зачуваат работничкиот стандард, во спротивно само работниците тонат во сиромаштија. Пред неколку дена владата донесе мерка за намалување на ДДВ-то. Колку мислите дека тоа е реална мерка за граѓаните да им помогне на овој начин? Да бидам искрен, секоја мерка која во насока на зачување на работничкиот стандард и стандардот на граѓаните е добродојдена. Ние како ССМ во минатото сме укажувале, сме креирале мерки кои сме ги доставувале до владата, сме барале владата да реагира. За жал, секогаш реакцијата била одложена, иако мерките давале резултати. Например, последното ограничување на цените и на маржите ја намали вредноста на синдикалната потрошувачка кошница за 10%, што беше значително намалување на цените на основните производи, но потоа тоа како да се подзаборави. Сега со намалувањето на стапката на ДДВ, исто така ќе се придонесе, но секоја недела кога гледате дека цената на нафтата се зголемува, многу е тешко и на таков начин да помогнете. Тоа ќе биде добар чекор, позитивен чекор во насока на тоа дека се има добра волја да се помогне на граѓаните, но ќе треба да се креираат и други мерки кои ќе треба да значат зачување на стандардот на работниците. Можеби треба да копираме некои од регионот кои се добри, затоа што имате и лоши мерки кои не така даваат резултата, повторно граѓаните ги плаќаат високите цени. Се плашам дека моментот повторно ќе биде искористен од трговците, дека тие повторно ќе ги зголемат цените, дека тие повторно ќе
печелат на грбот на граѓаните и дека на таков начин ќе нема да му помогнат на никого. Ќе си помогнат сами на себе за да натрупаат дополнителни профити, дополнителни добивки на грбот на сите нас. Кои би биле така најдобри мерки кои што сега во моментот би можеле владата да ги превземе за да имаме и резултати и граѓаните да бидат задоволни? Па да почекаме да видиме каков резултат ќе даде мерката која значи намалување на стапката на ДДВ, да видиме новата објава на цената на горивото во која насока ќе се движи, дали ќе го запре галопирачкиот раст на цените на енергенсите, затоа што како што споменав од почетокот на годината тие се зголемени за 27,5 денари по литар. Тоа е веќе за 1/3 повеќе од тоа што сме трошеле, или ние ќе треба да возиме за 1/3 помалку или ќе треба да народски кажано да ставаме гориво повторно за 500 денари, па докаде ќе возат возилата до таму да ги оставаме, но треба да видиме каков ефект ќе има и мислам дека треба само мерките да бидат на пократок временски период, треба од ден за ден, затоа што гледаме осцилации на цените на нафтата на светските берзи кои можеби треба да се рефлектираат и на дневно ниво, затоа што во минатото сме имале таков случај кога ако цената на нафтата се намали, драстично се намалували цените на горивата во Македонија. Мислам дека можеби и треба следењето да биде дури на дневна основа, затоа што на таков начин ќе им се помогне на граѓаните, а ќе се избегнат оние гужви кои беа правени пред бензинските пумпи за да се наточи поевтино гориво, се со надеж дека наредниот понеделник цената на горивата ќе се намали, меѓутоа тоа што го гледам од почетокот на годината е застрашувачки. Иако покачувањето на цените на горива не е само во Македонија или во Балкан, но глобално влијае, но гледаме дека во другите држави, во други градови каде што јавниот превоз е супер регулиран, каде што можеби над 70% од граѓаните употребуваат, не им влијае толку многу како што ни влијае нас кои што немаме добар јавен превоз. Да, за жал, јавниот превоз не треба да гледаме дека е само во Скопје, туку и во другите градови. Треба да има подобра регулација на јавен превоз за да можеме сите да заштедиме што е можно повеќе, да потрошиме што е можно помалку и на таков начин да помогнеме едни на други. Меѓутоа, кога имате нередовен јавен превоз, не можете да ги користите неговите услуги и вие ќе бидете принудени повторно да доаѓате на работа со возило и на таков начин да се изложувате на дополнителни трошоци. На крајот на криштата, ако вредноста е зголемена за најмалку 1/3 од тоа што било на почетокот на годината, ако сте полнеле еден резервоар за 3000 денари, сега веќе полните за 4000 и нешто денари, и тоа мислам дека е сериозен удар на семејниот и на домашниот буџет, особено ако имате во предвид дека платите не ви се зголемиле толку многу. Ако платите се зголемиле двојно повеќе од трошокот кој го имате, тогаш вие можете да го трпите ударот на ваш грб. Меѓутоа, ако гледате дека само го трпите ударот на ваш грб, а немате дополнителна финансиска компензација во таа насока, тогаш е сериозен проблем. И токму затоа работниците излегуваат на улица, протестираат, бараат зголемување на нивните плати, не бараат зголемување на платите за да ги нервираат политичарите, за да ги нервираат газдите кои трупаат капитал на нивниот грб, меѓутоа бараат за да можат да си го овозможат истото добро кое може да си го овозможат пред само 3 месеци. Кога сме кај протестите, вие имавте неколку протести до сега, колку успешни беа од ваша гледна точка и дали мислите дека ќе треба да се продолжи со истото темпо? Целта на Сојузот на синдикатите на Македонија беше барањето на работниците за зголемување пред минималната плата на најмалку 600 евра и зголемување на сите останати работнички плати за разликата од моменталната минимална плата до новата или за најмалку 6000 денари, да го бара првен преку преговори на маса. За жал до декември минатата година работодавачите и владата немаа слух за ваквите укажувања на работниците, иако предупредувавме дека ќе се случи токму ова, дека инфлацијата ќе се зголемува повторно, дека ценовните шокови повторно ќе следат и дека ќе се намалува куповната моќ на работниците. Од почетокот на оваа година организиравме 2 големи работнички протести на кои навистина голем број на луѓе се охрабрија и излегоа рамо до рамо
еден до друг за да се борат за зголемување на нивните плати пред се или на платите на нивните најблиски. Потоа организиравме и 3 блокади на институциите на кои им покажавме дека не е потребен огромен број на луѓе на улица, туку дека со мала група на луѓе можеме повторно да го блокираме системот или институциите за да подигнеме свест кај креаторите на политиките. Меѓутоа видовме дека тие водат грижа само за себе, па така повеќе од 2 години им се потребни за да го сменат законот за минимална плата и да зголемат минималната плата. Најмалку онолку колку што е во регионот или колку што бараат македонските работници, а колку што и покажуваат и нивните пресметки дека се потребни за некаков скромен живот во Македонија и потоа да ги зголемат сите останати плати следствено на растот на минималната плата. Но видовме дека за неполн час сменија 6 закони за да ги бетонираат високите функционерски плати, само за да ги зачуваат онакви какви што се и не го носиме заедно товарот на зголемувањето на цените, ниту на енергенсите, ниту на основните производи, затоа што многу поедноставно е со плати над 150 или 200 денари да се справите со ваквата криза, многу потешко е тоа да го направите со 24 или сега како што тие велат со 26 денари минимална плата. Протестите почнаа да ги даваат резултатите. Веќе работодавачите во приватниот сектор каде што сме синдикално организирани започнаа да ги зголемуваат платите, иако тоа го правеа и пред организирањето на протестите. Со почетокот на оваа година веќе во најголем дел на компании каде што сме синдикално организирани се склучија колективни договори за зголемување на платите на нашите членови. Но од друга страна, владата која минатата година една година одбиваше да ги зголеми платите на вработените во управата и правосудството, само еден ден после големиот работнички протест во месец јануари седна на маса и за повеќе од 11.000 работници вети зголемување на нивните плати за повеќе од 40% во период од 24 месеци. И затоа им укажувавме на работниците дека владата и работодавачите гледаат колку ќе дојдеме на протестите и на толку луѓе даваат за да ги замолкнат. На таков начин мислат дека ќе смират една категорија на работници, но протестот на 14 март покажа дека се уште незадоволството огромно поради незголемувањето на минималната плата. Затоа што пак минималната плата прави притисок на сите останати плати, а податоците на управата за јавни приходи покажуваат еден фрапантен податок кој вели дека близу 157.000 наши сограѓани живеат со плати или со приходи под 30.000 денари, а прагот на сиромаштијата е 31.200. И мислам дека ова треба да им биде главен показател и на владата и на работодавачите за зголемување на платите. Меѓутоа тоа што се плашиме ние е што не размислуваат сите исто и таму. Поединци се најголемите виновници за незголемување и на минималната плата, меѓутоа и на останатите плати. Тие како да сметаат дека ако ги зголемат работничките плати му удоволиле на Сојузот на синдикатите на Македонија, на некој синдикат не е битно на кој, и дека не им помогнале на граѓаните. Напротив, тоа ќе биде нивна победа ако тие ги зголемат платите на работниците, ќе победат како влада, како политичка гарнитура и така натака. И се до тогаш работниците ќе ги критикуваат и ќе бараат зголемување на работничките плати. Знаете како, ако сите податоци од 2022 година во анализата која подготвивме покажуваат дека ниту се затвараат компаниите, напротив на една затворена 2 се отвараат, ниту се губат работните места, напротив за 10 и 15.000 нови вработувања имаме во државата. Ниту се намалиле профитите на приватните компании, напротив и тие се зголемиле. Ни велеа дека македонските работници не биле продуктивни доволно за да се зголемат платите и тоа го побивме како со информациите од Народна банка дека еден работник му креира нето добивка на еден работодавач помеѓу 5 и 10.000 евра во нето и износ на годишно ниво, така и податоците на Меѓународната организација на трудот кои кажуваат дека македонските работници се продуктивни над светскиот минимум, над светскиот праг се продуктивни. Тоа значи дека ние сме премногу продуктивни за платите кои ги примаме, но повторно ќе кажам, можеби ќе бидат потребни серија на нови протести за дополнително да ги освестиме, да ги симнат розовите на очила, затоа што не се проблем само минималните плати, проблем се платите кои ги примаат македонските работници, кои се прениски за да си овозможат пристоен и достоинствен живот. Дали работниците кај нас се свесни за оваа ситуација и дали имаат волја да излегуваат во протести, пошто протестот е единствен меканизам за владата да направи нешто, да се смени? Морам да бидам искрен, затоа што
долго време го правиме ова што го правиме како ССМ. Еве ни замеруваат што правиме последните 2 години, јас ќе зборувам за последните 8 години. Последните 8 години македонските работници започнаа срамежливо да протестираат со активистите на ССМ, односно со членовите на ССМ и на синдикатите кои се дел од ССМ. И ако имавме некоја бројка помеѓу 500 и 600 луѓе на улица, па потоа помеѓу 1000 и 2000, па доаѓавме и до 3 до 4000 луѓе на улица, годините наназад помогнаа работниците да се освестат. На крајот на криштата да дознаат дека постојат начини како да се изборат за своите права и за своите плати. Па така, според проценките, во јануари имавме некаде помеѓу 13 и 15 луѓе на улица. Тоа е солидна бројка која покажи, затоа на 11.000 работници, наши сограѓани, им беше зголемена платата. И сега, ако гледаме од таа гледна точка, во март, исто така имаше илјадници луѓе на улица кои покажаа дека не се плашат на никој. И покрај обструкциите, морам да бидам искрен, дел од компаниите во приватниот сектор во внатрешноста намерно ги повикале работниците во сабота, знаејќи дека тие ќе дојдат на протест. Некои јавни предпријатија закажале садење на дрва, некои спортски активности и така натака, меѓутоа ние не се лутиме и тие се борат на секаков начин за жал против работниците и против зголемување на работничките плати. И тоа мислам дека кога го прават луѓе кои имаат плата исто така под 30.000 денари, си штетат не само на себе, штетат на нивните колеги, штетат на нивните членови, на нивните семејства, затоа што ако нема пари за плати, ќе нема пари за пензии и кругот е таков. Но се охрабрија македонските работници, покажаа дека нема да му се плашат на никој кога се работи за нивниот живот, за нивната екзистенција и за нивните семејства и дека ќе излегуваат на улица и во наредниот период. Дури ние си го поставувавме прашањето на почетокот на оваа година, што доколку и ССМ не кажува дека се ниски платите во Македонија. Меѓутоа платите повторно ќе бидат ниски. Што доколку ССМ не ги повика работниците како што тоа го бара работниците од него. Работниците повторно ќе излезаа на улица, ќе го изразуваа незадоволството. Што доколку еве ние не ја пресметуваме вредноста на синдикалната минимална кошница, дали на таков начин работниците ќе живееа подобро? Исто така ќе живееа лошо како што живеат и денес. Меѓутоа креаторите на политиките, особено пратениците кои ние работниците ги бираме за да седат во удобните пратенички фотели или пак министрите во владата или пак газдите на кои им го ствараме капиталот со нашата пот, треба да разберат дека работниците не им се непријатели, туку дека им се најголемите пријатели затоа што работниците изградиле Македонија, а 35 години сите влади досега покажале дека лошите владени политики можат да значат губење на работни места, а газдите покажале дека не бркале само нас како работници, туку ги бркале нашите семејства комплетно да заминат и да живеат некаде во странство, да градат некои туги економии наместо да градат домашната економија. И мислам дека доколку сватат дека работниците не им се непријатели, дека синдикатите се тука за да ги потсетат сите влади, не само сегашната, дека лошиот живот е на грбот на работниците, мислам дека во тој случај тие ќе помогнат далеку повеќе од тоа што го прават денеска. Ништо друго за што не е често зборувано, а со вас би сакале да зборуваме се кредитите кои што за жал многу наши граѓани имаат земено за да постигнат нешто мало во животот. Имаме еден краток прилог ние од нашиот колега Ангел, та што импакт кроникан да рикthemi për ta komentuar të njëjtën. Rritje e pritshme e inflacionit si rezultat i shtrëngimit të derivateve të naftës, transportit dhe produkteve të tjera mund të sjellë edhe rritje të normës bazë të interesit të kredive, paralajmërojnë ekspertët. Ekonomisti Bujamin Bela thot se rritja e inflacionit zakonisht çon drejt rritjes së normave të interesit, pasi kjo është një nga mjetet kryesore që përdorin bankat qendrore për ta kontrolluar atë. Si pasojë, kreditë bëhen më të shtrenjta për qytetarët dhe kompanitë. Bela propozon pako masash që mund të ndihmojnë në parandalimin e kësaj rritje. Parandalimi i rritjes së normës kamatore nga ana e institucioneve shtetërore paraqet domethënë një lloj strukture pak më komplekse të përzierjes së mekanizmave të politikës fiskale dhe monetare,
por çdo herë duhet ta kemi parasysh se çdo lloj mase e cila merret nga ana e shtetit duhet të jetë më afatgjatë dhe më e qëndrueshme, sepse mund të krijon, domethënë, probleme të natyrave të ndryshme që kanë të bëjnë edhe me rritjen e normave kamatore. Në përgjithësi ne nuk mund ta parashikojmë se sa do të jetë zgjatja e krizës realisht për emergjenca, për rritjen e çmimeve dhe të inflacionit, prandaj shteti në përgjithësi dhe banka qendrore duhet të jenë, domethënë, të përdorin disa mekanizma në mënyrë graduale, më të ngadalë në përcjelljen e trendeve, posaçërisht të zinxhirit furnizues, pastaj të kufizimit të parave të cilat janë në qarkullim, deri tek ulja e barierave për import. Çdo herë duhet kemi pjesë ndoshta subvencionet të cilat janë të targetuara, jo në përgjithësi. Nga Banka Populore thonë se ekonomia jon mund të ndjejë efekte, por është herët për vlerësime më të sakta. Si ekonomia e vogël dhe e hapur, ekonomia jon mund të ndjejë disa efekte, para së gjithash përmes çmimeve të energjisë dhe përmes mjedisit ekonomik të jashtëm. Sa i përket ndryshimeve në politikën monetare, vendimet do të varen nga zhvillimet në 2 pika të rëndësishme, e ato janë tregu i devizave dhe inflacioni. Një nga strategjitë më të rëndësishme në këtë drejtim, sipas ekspertëve, është investimi në bujqësi dhe industri, sepse kjo është investim afatgjatë dhe më i qëndrueshëm, krijimi i produkteve dhe shërbimeve vendore për të ulur varësinë nga shtetet e tjera dhe nga importi i produkteve bazë nga jashtë. Por i kthemi pas këtij materiali, në fakt aty tregohet se kemi mundësi për të pasur edhe rritje të kamatave. Колку би влияло ако каматите на кредитите би се покачували и ова би било дополнително над граѓаните? Видете, сите мерки кои ги превзема и монетарната и фискалната власт секогаш се на штета на граѓаните. Зошто го велам ова? Народната банка располага со низа на механизми кои за жал ниту еднаш досега не ги користела за заштита на животниот стандард на македонските работници, но најголемиот проблем кој е? Секогаш кога сакаат да превземат некакви мерки, тоа гледаат да го направат на грбот на граѓаните. Зголемувањето на каматните стапки повторно ќе го плаќаме ние, со кој плати знак прашање. Голем дел на наши сограѓани имаат кредити. Некој ќе каже тие живеат во сопствен стан затоа што Државниот завод за статистика на последниот попис има информација дека скоро сите во Македонија живеат во сопствен стан, но забораваат да кажат дека македонските граѓани се едни од најзадолжените во нашите банки, дека профитите на нашите банки се огромни во споредба на профитите на банките во регионот, например, ако земеме како параметар. Токму затоа ние во вредноста на синдикалната минимална кошница на барање на граѓаните за некаква пореална состојба во државата имаме пресметано трошоци за кредит, односно за плаќање на кирија на стан. Дали ќе го плаќате како кирија или ќе го плаќате како кредит, вие секако ќе ги плаќате тие пари. Вредноста на истата надминува 80.000 денари или некаде повеќе од 300 евра. Едно семејство троши за враќање на кредит во банка за купување на сопствен дом или пак плаќа за закуп на дом во кој ќе живее. И мислиме дека никој досега не посветил внимание во оваа насока да помогне на македонските граѓани да се справат со ваквите проблеми. Што е проблемот? Ќе донесат нови мерки, ќе значат повисоки каматни стапки. Сите кои имаме земено некаков кредит, ќе треба да го враќаме, ќе го враќаме по повисока цена. Сите што планираат да земат нов, ќе треба да се заложат уште повеќе од тоа што предвидувале или од тоа што планирале да го направат. И повторно е на наш грб, не е на грбот на државата во никој случај. Но вакви мерки не превзимаат кога е стабилна состојбата за да намалат одредени цени за да може да се испадне во пресрет на сите нас. Но ако го направат првиот чекор со зголемувањето на каматните стапки, веројатно сакаат да влијаат на можноста инфлацијата да се зголеми, но во тој случај повторно ние ќе ги плаќаме сметките. Тешко се преживува, особено со вакви ниски плати, како што ви споменав, ако 1/3 од населението во Македонија живее под прагот на
сиромаштијата, работоспособно население кое е во редовен работен однос, може да замислите како преживуваат луѓето кои имаат социјални трансфери од страна на државата по разни основи, дали тие се доволни. Може да замислите луѓето со ниски пензии како врзуваат крај со крај во тековниот месец и повторно сите планови кои се прават се да се наштети под превезот на добра волја и под превезот на тоа дека нешто добро ќе направи државата за да заштити стандардот на граѓаните, повторно удира по нив. Ова ситуација не знаеме до кога ќе продолжи. Ние со пандемијата мисливме месец дена ќе биде, ама 2 години трпевме. И сега со војните веќе траат повеќе од 2 години овие војни во глобална. Како мислите дека ќе се справуваме долгорочно ако продолжуваат растот на цените, стандардот да падне и така натаму? Треба што е можно поскоро сите експерти во оваа област да седнат на заедничка маса и да ги кажат нивните идеи, но треба некој да ги слушне. Тука е државата од другата страна. Тоа што охрабрува е што моментално дури најголемите критичари на тоа да се превзимаат одредени мерки за заштита на стандардот на граѓаните, денеска бараат поитно превземање на такви мерки за да се заштити животниот стандард на граѓаните. Тоа значи дека свеста се променила, дури и експертите кои за жал не живеат на минимална плата, живеат со далеку поголеми примања, меѓутоа тоа што се експерти во одредена област им дава за право и за можност сега да помогнат во креирањето на новите мерки. Ние како ССМ ги нудиме нашите услуги за тоа што во минатото сме покажале дека при предлагањето на одредени мерки како со ковид пандемијата, почетокот на војната во Украина, со зголемувањето на цените на основните житни култури, например и така натака, и дури и еве сега можеме да дадеме дел како допринос во насока на тоа на каков начин да се помогне на граѓаните. Но повторно тука се зависи од добрата волја на избраните и именуваните и би сакал само да упатам порака дека тие не се избрани за да владеат, туку за да му служат на народот и мислам дека тоа е можеби најдобриот чекор кој може да го направат во овој нареден веројатно тежок период. Ако цените растат, ако цените на основните прехранени производи растат, на енергенсите растат, тогаш задолжително мора да растат и платите, за да можеме да компензираме нешто. Во тој случај ќе задржиме само можеби куповната моќ, но треба да се помогне на работниците, особено оние кои примаат минимална плата или пак плата под прагот на сиромаштијата и токму затоа се протестите, се барањето на работниците, но се надеваме дека некој ќе ги слушне, а доколку не се гледаме на улица. Да, пак најава за следни протести, ние ќе продолжуваме, имаме уште многу малку минути останато, што ме пак публицитет да рикнеме се речна студио. Ако порикнеме се речна студио да доваждан фласим биџендин е qytetarëve në këtë periudhë krize, qoftë krize ekonomike, qoftë krizë sa i përket çmimeve të derivateve të naftës, por edhe gjithë asaj që na pret në periudhën në vijim. Иако глобално се чувствува некоја криза, несигурност што ќе се случи, има држави кои што зборуваат за 4 дена работна недела. Има држави кои што зборуваат за платен 3 дена одмор во месецот за менструален циклус. Или пак држави каде што веќе и таткото и мајката може да зимаат платен одмор за новороденчиња. Кога ние ќе стигнеме во овој стад? Па ние почнавме како ССМ да го зборуваме тоа и веќе пред 8 години. За жал, тешкиот живот не принуди да зборуваме само за платата и покрај тоа што има многу други важни прашања на кои треба да се посвети внимание. Сојузот на синдикатите на Македонија при почетокот на креирањето на нов закон за работни односи кој веќе 8 години се уште се креира и се уште не станал нов, побара работната недела да се скрати за почеток за 5 часа или да имаме 35 часовна работна недела. И на таков начин да се покаже дека македонските работници исто ќе бидат продуктивни, дури можеби малку повеќе. Аргументите за тоа ги црпевме од земјите кои веќе спроведоа такви пилот проекти каде што се покажа дека и 4-дневната работна недела е задоволувачка во аспект на продуктивноста на работниците, без оглед на тоа дали е во дејноста во јавниот сектор или во дејности во приватниот сектор. Тоа што го понудивме тогаш на маса беше едностранно одбиено. Тоа се одбива и сега. Тие дури сакаа да го скратат недела како неработен ден само за да работат македонските работници
работници подолго од потребното. Дури воведоа 72 часовна работна недела во Македонија за изградба на коридорите 8 и 10, нешто што го нема никаде на друго место во светот. И ние како синдикати бевме многу блиску да се договориме породилното отсуство да трае 12 месеци и во истиот период да може да го користат и таткото и мајката како такво родителско отсуство. Меѓутоа и тоа запра без никакво образложение. Моментално имаме најава дека во новиот закон за работни односи ќе почне работната група повторно да работи. Се надеваме дека нема да се избрише се до сега за што сме се согласиле и усогласиле. Во Македонија имате проблем на пример од деновите за платено отсуство кои ние ги баравме во општите колективни договори. За жал работодавачите ниту од страна на владата, ниту од страна на приватниот сектор го прифатија како такво. Но нешто што исто така е клучно во Македонија, работниците немаат апсолутно никаква сигурност за нивниот работен однос. Може да склучуваат договори за вработување на определено време месец за месец. И вие да ги држите така работниците во период до 5 години, да не може да подигнат кредит, да не може да планираат семејство, да не може да купат собствен автомобил или собствен дом. И тоа мислиме дека е исто така дополнителен проблем за кој е битно да се разговара. Ние предлагавме тоа да биде најмногу до 12 месеци, затоа што по 12 месеци вие како работодавач веќе имате во предвид дали работникот ви е продуктивен, дали ги задоволува вашите потреби, дали тој се труди толку колку што вие сте сметале и дали вие на крајот на криштата го плаќате за неговиот труд. Но има и еден куп други вакви клучни прашања за македонските за работниците во Македонија, но тоа што е важно да се знае тоа што сите овие битни прашања како да се ставени под тепих веќе пета година, 24 месеци од новата власт, 2-3 години со претходната власт, и истиот проблем. Кога се работи за уназадување на работничките права, тие тоа го прават без консултации со работниците и дури ни со работодавачите, но кога треба да направат нешто добро за работниците, за тоа е потребно време, потребни се анализи, потребни се веродостојни податоци на кои ќе ги темелат тие анализи, само за да не се надмине ваквата состојба. Во право сте кога велите дека треба да почнеме да разговараме и за други битни прашања за работниците, но тоа што е клучно е тоа што во конкретниот случај потребни ви се и останатите двајца партнери, владата и работодавачите. Доколку тие немаат разбирање, немаат слух, работниците ќе се обидуваат првен по пат на преговори да го добијат тоа за себе, а доколку не успеат да го добијат тоа по пат на преговори, повторно ќе протестираат, повторно овие другите ќе се нервираат и може да не добиеме никаков епилог. Меѓутоа сите овие прашања многу лесно може да се решат по пат на колективно договарање, доколку работодавачите дозволат и не спречуваат синдикално организирање на ниво на компанија или во институциите во јавниот сектор, тогаш со колективен договор на ниво на работодавач може да се решат сите овие специфики за кои работодавачот можеби некогаш има и потреба од нивно регулирање, затоа што доколку не се регулирани, тој не може ни да го овозможи тоа како отсуство на пример на работникот или на работничката. Колку е важно сите работници да бидат дел од некој сојуз, од вашиот сојуз или пак од синдикатите во нивните компании? Важно е, ќе искористам приликата која ни ја давате да укажем на една состојба. Во Македонија според управата за јавни приходи 540.000 работници има кои примаат плати и кои се во редовен работен однос. Според Државниот завод за статистика повеќе од 700.000 работно ангажирани лица кои примаат некаков паричен надоместок за некаква извршена работа, дали е тоа плата, дали е тоа надоместок за извршена работа и слично. Ако Сојузот на синдикатите на Македонија брои 70.000 членови, некаде околу 70.000 членови, тоа значи дека само 1 на 10 работници се бори за подобрување на работничкиот стандард. Останатите 9 или критикуваат, или се подсмеваат, или користат придобивките за кои овој еден се изборил. Зошто е битно да бидат дел од синдикатот? Ако во јануари излегоа помеѓу 13 и 15.000 работници и владата с големи плати вети дека ќе с големи плати на 11.000 работници, работниците можеа да замислат што доколку тие 160.000 работници кои живеат со плата под 30.000 денари излезаа на улица, дали денеска ќе имаше потреба да зборуваме за потребата од зголемување на минималната плата на 600 евра или таа веќе ќе беше 600 евра и ќе баравме нешто друго за која и вие веќе споменавте. Ќе бараме подобри услови за работа, достоинствени услови за живот на крајот на криштата и така натака. Но работниците мора да сватат дека ништо не губат доколку се придружат во синдикат, затоа што пак од една страна синдикатите имаат моќта само на бројноста на луѓето. Колку сме побројни, толку сме помоќни,
ефикасни за да се избориме со спротивната страна. Владата мора да разберат дека има политичката мок која е неограничена и работодавачите дека имаат моќта на капиталот или моќта на парите која исто така можеби во еден сегмент е неограничена. Тие две се многу посилни од работниците, но работниците ако застанат рамо до рамо можат да променат се. Сами можат да направат навистина малку. Колку од вашите гледачи отишле сами кај директорот и се избориле за зголемување на нивната плата, за дополнителни денови за платено отсуство и така натака. Само заедно можеме да се избориме за работничките права и никако поинако. Благодарам многу за вашето време и што бевте дел од емисијата и се надевам дека следен пат ќе зборуваме за подобри услови на граѓаните во Северна Македонија. Да се надеваме дека наредниот пат кога ќе се видиме, ќе зборуваме како тоа платите се зголемени и како правиме напредок некако во овој сегмент на добивање на одредени други права за работниците кои се исто така битни и значајни за нив. Благодарам многу. Благодарам.